Говори Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски на добро познатата фреквенција 107,4 FM. 19 декември 2022 година. Ивица, нашата емисија од вчера предизвика вистинска големо влијание во Македонија. Да. Сите медиуми не пренесоа. Добро. Не коментира, Не коментира, го коментира и нашиот гостин. И мислам дека целта на постоење на еден медиум е целосно постигната со вчерашното интервју на господинот Ангелов. Прилично фино интервју имавме. Не знам кога тоа твојот впечаток. Да, добро интервју во кое се обидовме да бидеме окей, да се сватиме меѓусебно. Да, јасно. Да му дадеме просто ние него, тој нам. Да видиме како е стримот, дали е се во ред. Имаме мали промени во интерфејсот. Да, гледам дека сме добри тука. По тоа што вака ми изгледа, иако може малци и да копаме денес, затоа што имаме, како се вика тоа, имаме малце по-динамичен интерфејс што може да направи белја. Добро. Али ќе пробаме во секој случај, тука сме. Ивица, вчера имавме една интересна изјава на министерката за надворешни работи на Бугарија. Добро. Ми вели дека не, вика само уставот има повеќе услови. Кои се другите услови, кои ги кажа? Се знае, но не мислат на целата на пакет, промена на историјата, промена на учебниците и така натаму. Сето оно протоколот што го подпише Бојросмани. Бојросмани па вика не, ако почнеме преговори, ако го смениме уставот, тогаш демек сме заштитени. Како да ми верува човек, кај да објасни? Ке видиме. Не види, ова е ако не сакаат уставни измени, ова е начинот на кој што не треба на кој што не се доаѓа до уставни измени. Таман мислевме дека провокациите сопре, очигледно дека провокациите тераат. Очигледно дека сецкаме нивелот овде затоа што имаме како се вика тоа, пренапреден Outlook и интернетот на Телекомот 1 гигабајт не може да не покрие за доволно брзо да се среди тоа, да отиде во етерот, ќе треба изгледа да го намалуваме Outlookот, како да кажам, малце да се враќаме на една примитивна варијанта. Ќе ги анализирам овие работи од после се, тоа е сепак. Тоа е тоа. Моја работа. Ивица, чудно е во цела оваа констелација. Ќе оставиме Бугарија на страна, тука премногу сме зборувале. Не, ова дури вчера, дури моравме да ја прокоментираме. Да, моравме да ја ставиме на маса, но фокус на денешната емисија е Србија и изборите во Србија. Те молам, доколку не си го сторил тоа, да ги подготвиш некако за проценти, да можеме убаво да им ги покажуваме. Да, подготвени ти се? Да. Значи, затоа што ти си главниот експерт за тие работи, имаш најмногу избори следено во државава. Прашањето ми е следновица. Ајде. Имаме избори во Србија. Резултатот е таков да Вучич победува како од времењето кога најубедливо победуваше. За нијанса послабо, меѓутоа убедливо. Процентот 46,3%. Нема дилеми. Или ако гледаме во апсолутни бројки, ево и тоа го имав како податок, од 3,7 милиони бирачи што излегли на изборите, тој добил 1,7 милиони. Што не е... Тоа е... не може да се запостави. Втората листа, изборната листа Србија против насилството, има добиено 888.000, скоро 900.000 гласови. Значи двојно помалку од Александар Вучич. И неговата листа. Сега, што е разликата? Српската опозиција, условно кажано, можеме да ја поделиме во два блока. Можеме да ја поделиме во еден блок на
кој што себе се нарекува проевропски, исто како што власта, нели сега, како се викаше тоа што сака да го направи СДС, Европски фронт. Добре, значи сега да не ги споредуваме луѓето со СДСМ сега. Па тоа е тоа, отприлика. Добре, има една разлика сега. Европски фронт, кој е СДСМ, кој е 5 години владее со оваа држава. Добро. И Европски фронт опозиција на Вучич се два тотално различни концепти. Но гледаме како сака да се облечат. Значи, и така сакаат себе се облечат и тука се собрани многу движења, тука е собрано ова партијата на Джилас, кој што беше градоначелник на Белград, Демократската странка, тоа е страшно што се случи. Значи, една партија која што добиваше безмалку волку гласови, кој што добива Српската напредна странка, спадна на ваква, Зелено лев фронт, да не го давиме Белград, Еколошко востание, покрет на движењето на слободни граѓани, Србија центар, заедно. Значи зборуваме за едно центристичко, меѓутоа пази се, има една огромна разлика. Кога се обедини опозицијата против Милошевиќ, предводена од Џинџич, не беше само една нијанса на српската опозиција. Таму се беше. Таму беа обединети од луѓе кои што викаат дека да ги коментарите ќе ги оставиме подоцна. Ај се сурови резултати. Тие реков околу 900, нешто под 900.000 гласа. Трето, потоа на трето место се наоѓа веќе нам добро познатиот Ивица Дачич со 6,56%. По овие избори Ивица Дачич најави оставка. Дискутираме нели за тоа. Да. Потоа на четврто место се наоѓа една листа листата која што е сочинува некогашната Демократска партија на Србија на Коштуница, ребрендирана во Нов ДСС, тоа е нивната кратенка на српскиот јазик, и Движење за обнова на Кралството Србија, тоа е партија одцепена од некогашното српското движење на обнова на Вук Драшковиќ. Добро. Тие имаат 5,04%. Значи од десницата, условно кажано. Но ова како да наречеме, исто нека по-либерална десница, така да наречеме. Радикалната десница не влезе. Кад стигнеме до таму. Значи потоа имаме една ова е едно чудно движење, изборна листа Ние, Глас од народот, професор Бранимир Несторовиќ, кој што го запознавме дека беше короната. Иначе зборуваше дека ја нема, не требаш да се замараме. Иначе што листа се најдоа интересни личности од интелектуалата и од новинарството. Јутјубери, теоретичари на заговор. 4,7%, тоа е впечатлива бројка. Значи ова не треба да се занемари. Сега, ова што ти го спомна е партијата која што се вика Двери и заветници. Двери и заветници, тие заедно имаат 2,77%. Не влегува во собранието. И не влезе исто така со еден стварно премал резултат Народната партија на некогашниот претседател на Генералното собрание на Обединетите нации. Да, велат слушателите дека не се случаме. Сега ќе ви давам, почитувани слушатели, линк за каде да не слушате, затоа што очигледно новиот Outlook не е пренапреден за Facebook стрим, затоа што имаме премногу така елементи во него. Сега ќе ви дадам во живо каде да не слушате, па вие закачате се на нашиот аудио стрим ово утро. Ви се извинуваме за техничките пропусти кои не можевме да ги предвидиме, затоа што навистина вложивме многу труд и многу војнов дизајн кој го гледате околу, но ќе мора тука нешто и да се реформира. Ивица? Не, ај сега одиме едно по едно. Значи, што се случува во моментот, ајде одиме со анализата на податоците. Претходно, пред да стигнеме до таа анализа, да го видиме Белград. Во Белград резултатите се малце поразлични. Во Белград листата на Александар Вучич има 38,9%. Србија против наследство има 34,6%. Оваа коалицијата Надеж, новата демократска странка и Движењето за обнова на Кралството Србија има 6%. Дачич има 4,8% и овие новите имаат 5,3%, значи повисоко дури од Социјалистичката партија на Србија. Во моментов видовме дека српската опозиција ја оспорува
го оспорува овој резултат во Белград. Интересно е само тоа го оспорува. Види, Да. видовме сега тука сега има една сцена во Србија која мене лично многу ми наликува на Македонија 2014 година, 2013 година, кога Никола Груевски убедливо победуваше, но опозицијата ги оспоруваше резултатите и се провлекуваа бројни забелешки од ОПСЕ и ОДИХР кои траја и во наредниот период. Прво во Србија видовме една работа која за среќа одамна е надмината во Македонија. Тоа е во Србија имаше огромен медиумски дисбаланс на овие избори. Што сакам да кажам? Националните телевизии, зборувам за има 4 национални телевизии, на кои не беше емитувана ниту секунда од опозицијата. Нешто што и во Македонија некогаш беше пракса, сега веќе не е и се надевам дека така ќе остане. Имаше еден огромен медиумски дисбаланс. Од друга страна беа медиуми кои се условно кажано опозицијски ориентирани. Сега пак на тие медиуми повеќе беше форсирана опозицијата, но не повеќе исто како ваму што немаше друго. Не беше така, значи имаше СНС има своји реклами нови. Ја да се разбереме ги следев и едните и другите, значи сега ти кажувам, прикажува опозицијата, толку вие прикажува власт. Но дисбалансот е 50:2. Во кој смисол? Ако имаш 50 провладини, имаш 2 опозицијски. Тоа е трагедијата на српското општество. Не е добро. Не заборави една друга работа. Не е добро. Не, знаеш зашто не е добро? Затоа што и едните и другите ги стисна помалите. Значи, тука имаше сериозни движења. Ја не знам како успеа овие ти успеа преку интернет. Не, коалицијата Надеж. А и социјалистите на Тачич беа, да се докажам ако може. Видовме еден огромен медиумски дисбаланс, видовме една кампања каде што тоа само Србија мислам дека го има во овој момент. Вчера сите политички фактори кои излегоа и се жалеа колку лоша била кампањата кон нив на овие избори, вклучително и СНС. Значи, завчера, првиот прес на Ана Брнабич беше плачење колку лоша кампања имало кон СНС. После тоа се провлече буквално со сите партии, освен со Несторович, каде што дај човекот изјава дека 12.000 евра се се потрошиле во изборна кампања, што е своевиден феномен. Сега. Ако е точно. ОПСЕ и ОДИХР имаат сериозни забелешки за изборите во Србија. Не. Особено за изборите во градот Белград. Вчера видовме и германското министерство за надворешни работи ги сподели овие грижи. Видовме дека има дури си штрајк со глад се најавува од опозицијата, има протести, особено за градот Белград, каде што видовме едни сцени кои наликуваат на оно отпустец која носе у центар да гласаат. Да бидеме сега вака искрени и доследни до крај. Дали ова е последниот трзај на оваа влада каде што на Вучич не знам. Дали ова е веројатно последен трзај, знаеш кога се вика? Кога? Кога пред да паднат. Ова е последната победа. Кога ќе паднат по тебе? Ајде. Па ја мислам дека ова сега што се случува ќе создаде едно, знаеш, кога го подценуваш вака народот, а Вучич со години го подценува од Паризер па навака и претходно и со тие патетики и така натаму, во даден момент ќе пукне. Кога ќе пукне, тоа е многу жестоко. Го преживеа многу тоа пукање, особено што не може сам против светот. И мислам дека он е сега баш во Груевски 2013 филм. Ја газам, ја победувам, као да му ги организира Сашо Мјалков избориве. Таква клима владее, демократијата е на тоа ниво и сега очекуваме да видиме што ќе се изроди и дали Србија има капацитет, а има веројатно многу поголем од нас, да го надмине сето тоа. Тоа е некое мое лично видување на сите овие работи. Бевица? Добро, јас ја пратам Србија од првите избори. Од 90-тите. И мислам дека ситуацијата, ова што ти го зборуваш,
Може би можевме да го ставиме во септември 2000 година кога беше Милошевиќ, сега не. Значи многу е поразлична таа Србија од оваа Србија. Зашто е различно? Многу е, значи тогаш Србија во 2000 година економски беше една тешка катастрофа. Да, економските резултати Економски беше нула, утепана земја беше. Меѓународно тотално изолирана. Србите беа тогаш изопштени од меѓународната заедница. Значи изопштени, ги немаше никаде. Економијата во моментот во Србија можеби не е толку добра како што вика Вучич. Меѓутоа е многу извонредна за балкански услови. Инвестиции влегуваат во земјата. Единствено нешто каде што може би имаат проблеме, инфлацијата е повисока од тоа што тие би сакале да го имаат. Знаеш, невработеноста не е некој голем проблем, за разлика од 2000 година, знаеш. Сега, дури што се вика како веќе увезуваат работна сила. Значи, пази, значи Србија во моментов економски за разлика од 2000 година, неспоредливо. Види, ја бев таму. Сега наместо Србија да влегува во Европска унија, Европа сака да влезе во сега да Србија. кажам, ја бев 2000 година во Србија пред изборите. Бев и за Нова година, таму ја чекав, 99 на 2000. Ја по грозен Белград не сум го видел во Како живот. сега Скопје, што е. Не, Знаките, но. не можеш, види неспоредливо е. Оној народ беше убиен у поим после бомбардирање и така натаму. Значи тука нема според. Значи да не изборуваме воен пораз. Година дена после воен пораз беше тоа. И сега, дали во моментов Србија е изолирана земја? Па не е изолирана, гледај. Нема на 2-3 дена кога чуеш дека се чуле Макрон и Не, далеко од тоа дека Нема Србија е така. изолирана земја, но Да. дека Србија има, па и Македонија не беше 2013 изолирана земја. Па сега, која е разликата? Да се разбереме. Не, но идеме понатаму. Значи, дека имаат демократски предизвици, имаат. Никој не според. Имаат. Балкан има, ние немаме. види, ние имаме, но полека, Да. сега да бидеме објективни и искрени. Ова присуство на опозицијата во медиумите, кој е избалансирано, колку има власта, толку има опозицијата. Зборувам за националните медиуми. А не би рекол. Значи, Не би рекол. Значи би рекол во- само, значи во- онаму каде што власта има тотална контрола, Во- нема опозиција. Ама нема сега не зборуваме ние за портали. Не зборуваме за што не е ни можно да ги регулираш. Што да се разбереме. Не зборуваме за локални телевизии, не зборуваме за радиостаници. Не е можно, ти регулатор треба да имаш 2000 луѓе вработени за да ги регулираш сите овие медиуми. Зборувам за национални телевизии, тие 6 колку се кај нас. Добро. Телма, Сител, Канал 5, Алфа и државнава телевизија. Никогаш во историјата на Македонија немало поизбалансиран однос од страна на националните медиуми. Сите тука ги ставам во таа група. Дури зборувам за вести, зборувам за информативна програма. Никогаш. Зборувам за избори каде што, па во избори особено, тогаш и нас, каде што секоја секунда ни ја бројат на која страна е. Србија не успеа да го создаде тој механизам. Србија е на нивото на кое Македонија беше пред 2015 година во однос на овие работи. Ние сме многу повеќе нека Европа. Иако па многу ни се понеквалитетни технички медиумите, програмски медиумите. Затоа што сме мало општество и немаме пари. И немаме ни креативност. Очигледно. Добро. Но културолошки ни се поназадни од нивните. Добро, зависи и они имаат неславни нели примери, многу понеславни кои ние ги следиме, но во делот на избалансираност при информирање во однос од власт опозиција во Македонија медиумите се на едно далеко повисоко ниво. Ама дали е спорно дека тој ќе победеше, еве и да беше така? Дали ќе победеше со овој резултат? Дали ќе имаше ваква апсолутна контрола? Тоа е прашањето. Значи, Ја не сомнем дека ќе победеше. И тоа ќе победеше драматично Сега и види, силно. Ивица, твојата перцепција и твојот поглед и твојот Добро. однос и твојата анализа е твој поглед и твоја анализа. Така е. Но не е факт. Факт па не е е- дека не се избалансирани медиумите. Добро, факт е, што е проблем. Меѓутоа, Сега. дали ќе победеше?
Тоа е чим како треба ние да перцепција, наметнеме, да вметнеме во нешто своја перцепција на работите, тоа веќе не е политички, значи вака само не зборуваме само за да кажам. факти. Значи, дури проблемот што го има српската опозиција би рекол дека они мислат дека ова се 90-тите, не се 90-тите. Бетер. Не е бетер. Не е бетер, Лјупчо, немојте, молам. Дали му фали влакно од глава на некој опозицијски лидер, кажеме? Во момента во Србија? Не. Се сеќаш кога шлепери се удираа во возилото на Петрушковиќ? Дали Србија ги живее моментите, дали Србија ги живее моментите на експлицитен говор на омраза, на говор, еден насилен говор, на таблоидизација, као ние кои имавме тука термини кои се развлекуваа луѓе по медиуми, се шиканира и така натаму секој ден на национална телевизија. Србија за жал го живее тој филм. За жал е така. Сега ние може да збориме што сакаме. Ние србите сме веројатно претерано поврзани, најповрзани меѓу себе, не поврзува Југославија, не поврзува културата, не поврзува православната вера, не поврзува тоа што во изминатите 50-60 години овие два народа немале никаков спор меѓу себе, нели, освен тој црковниот спор кој се надмина, ете го и тој. Удба не поврзува. Ако сакате, ние сме навистина поврзани со нив, но треба да бидеме објективни. Објективноста е дека не е Вучич хегемон како што некои сакаат да го прикажат. А не е Милошевиќ и не е полошо од 90-тите. Да, но самата клима создава ризик дека може да се развие таков хегемон. Тоа сакам да ти кажам. Значи, ја не сум од оние кои сега тврдат дека таму е све црно, таму е све лошо. Во исто време видовме една друга работа. На претходните избори кога почна војната во Украина, Вучич полошо помина затоа што немаше јасна и експлицитна поддршка за Русија, за разлика нели од сега кога таа тема е замината, не дека он дал јасна експлицитна поддршка за Русија, но видовме дека всушност за развојот на таа радикална десница, за овие двери и заветници зборувам, придонесе баш војната во Украина. Тоа е многу интересно. Како мислиш? Па тогаш претходно нели тие беа квалитетна во број партија во собранието. Тогаш добија повеќе пратеници затоа што јасно ја поддржуваа Русија. Зборувам за сега ја поддржува. Да, но сега више малце помината темата, сега година дена е помината, 2 години од војната ќе поминат уште малце. Види, од друга страна мора да кажеме дека реторички, барем Србија уште нема воведена санкции кон Русија. Но мислам дека никој не треба да се сомнева дека и никој не се сомнева на западот дека Србија игра некои дупли игри со Русија, не игра. Да се разберем. Не игра дефинитивно. Не игра дупли игри. Не, дупли игри ако играш и вамо и таму не игра така. Единствено само немаат санкции кон и заобиколуваат санкции. За другите што веројатно па и на западот му одговара. Затоа што сега некој метал таму што го има у Русија не може да го набават, го набавуваат од фирма од Рудо. Да. Не од Рудо у Босна. Од друга страна нема веќе авантури воени. Еве што е различно од 90-тите. Оружјето молчи. Уште тоа фали. Па сега зборуваме што е различно, така? Мислам дека од друга страна што е различно. Значи има некои ликови што беа дури во демократската опозиција за сега околу Вучич. Као Бане Поповиќ да рече. Дури има и Беба. Беба, извини ја, Беба Поповиќ. Дури има и некој што беа во отпор. Како овој амбасадоров, како се викаше, твојот омилен лик во Вашингтон што е амбасадор. Кој бе мој омилен лик? Мене Дачич ми е омилен лик. Окре Дачич бе овој во Вашингтон што е амбасадор, што беше за Косово одговорен, како се викаше. Не е битно. Овако. Сега ќе видиме што ќе се случува после изборите. Значи дефинитивно не им треба коалиционен партнер. Меѓутоа познавајќи играта на Вучич, по мене ќе има коалиционен партнер. Сигурно ќе продолжи соработката со социјалистите, по мене, минимум. Да, тоа да. Исто така и со малцинствата. Значи видовме една работа, значи во смисол дека унгарците, бошњаците и другите се интегрирани во владите на Србија. Оноку нормално колку што добиваат на изборите. Во Војводина не знам дали ги види изборите, па таму кога ќе собереш целата коалиција што е собрана околу Вучич, има 2/3 мнозинство и повеќе.
Овако. Како? Ајде да видиме што ќе се случува. Тој рече дека до 2027 година нема да има нови избори. Ајде да видиме дали тоа ќе биде точно. Овој Ликов е многу интересен. Овој Несторовиќ кажа дека да не очекувани власти ни опозицијата од него поддршка за Белград. А без него нема власт во Белград. Сега тоа ќе биде интересно. Може би во Белград ќе се иде на нови избори, од кај да знам. Ќе видиме, одиме со кратка пауза на реклами, па се враќаме во вториот дел од нашата емисија. Се враќаме назад со Ивици, понатаму нешто не ни кревало во живо. Ама Значи, одиме на YouTube, ова е јутуберска емисија Да. утро. Ставете subscribe на нашиот YouTube канал. Не може тоа да го пренесеме и на Facebook да се стрима? Пренесено е. Добро. Да, може да не слушаат аудио на Facebook. А не може. Проблемот е, ние имаме стрим на Facebook, но кочи затоа што преквалитетно е. Во 4K се обидувавме да кренеме, но очигледно технички не може да не следи Facebook. Тоа е клучниот проблем. Утре ќе вратиме у Full HD и ќе го решиме. Во меѓувреме Ковачевски му честител на Вучич, не знам дали виде. Видов, да, и интересно е. И американци видов дека рекоа дека сакаат да соработуваат со Вучич. И понатаму има и американската дипломатија. Значи ли тоа дека заврши? Што? Дека заврши ваквата. Дека е затворена поглавијата, што се однесе до меѓународната заедница. Па, сега, например, Германија вчера видовме. Сега Илица не е работа да навиваме, работа Па е не да ги навиваме. пренесеме фактите какви не што греме се. реално и сега што Да. нема да соработуваат со Вучич? Ке соработуваат, но дали дали овие забелешки ќе се одразат на европската интеграција на Србија? Да. Како бе, ќе биде позакочено од што е сега? Се прашањето е Па не, зошто е те закочено. Ама што е, пошто е нивната европска интеграција помалку закочена од нашата? Или албанската? Или црногорската? Пошто? Значи, глед, Украина и Молдавија добија датум, нели? Македонија и Албанија не мрдна. Види, тоа што Србија и е Црна Гора не мрдна. тоа што и во нашиот случај Босна не е што и во таму. случајот на Србија евроинтеграцијата неправедно или праведно, зависи каде е закочена, не значи дека овие општества не треба да се стремат кон удостојување и либерализација. Согласувам со тебе. Согласувам со тебе. Не значи дека треба да бидат општества на кои по телевизија ќе се кажуваат црни листи, Тоа е лошо. каде што ќе се прави еден јавен одстрел Тоа е на лошо. луѓе, Тоа е лошо. каде што ќе има една цело време тензичка на политичка ситуација, дека согласувам. некој стално прави заговор да ги руши лидерите, да се Државни удари. државни удари, филмови праење. Значи, да се разбереме, зборуваме за две различни работи. И јас, пак ќе кажам, дури еве, ако мене ме прашате објективно да ги тргнеме, не зборуваме за економска политика. Ако треба да бирам за кого би гласал да сум србин, и ја би гласал веројатно за Српска напредна партија во однос на економските резултати. Но во однос на ова, како да кажам, тензична ситуација, таблоидна ситуација која се случува таму, она работава е да ти се згади на ниво Македонија. Ние се сеќаваме. Прво, имавме за време на Никола Груевски слични филмови што ги гледавме секој ден, каде што ни изгледаше целава атмосфера како некој тука сака Македонија да ја уништи, да ја нема. Па после тоа се прелеа со хибридните напади на Заев, кој излегуваше дека хибридни напади тука од светот него му правеле, зашто пошто користеле дека е глуп и го зафркале по телефон, мислел дека збори со Порошенко. Исто го гледаме и со Вучич. Значи, таа хистерија, таа јавна хистерија создава трајни последици. И сега да, победил Вучич здробил на избори, но не може да кажеме дека атмосферата е нормална. Не може да кажеме дека е нормално во медиуми да нема минуто на Хепи, на Пинк, не знам таму кој беа, на БДВС2, која сега е некако таму чудно под контрола на Вучич, одамна. Има 0 минути опозицијата представена. И вестите ти се гледаш, пушташ вести,
Вучич, плюкање по опозиција, идеме свет и спорт. Не е тоа нормална атмосфера. Согласен. Па и обратно, ако гледаш N1 или Нова. Види се, ја на пример ги следам Нова. И Нова многу пристојна телевизија, првенствено. Во тие што се коментаторски емисии, да. Таму се емисииве обратното. Ајде го плюкаме Вучич. Но во делот на вестите Нова има стандард, не да се разбереме сега. Значи, гледаш луѓето. Има вчера утрински програм следев, информативен зборам. На Нова немаше бре, еве Вучич ни ги украде изборите, сега ние ќе го повикување на протести, немаше такви работи. Сега да се разбереме. Не зборам сега дека и таму е совршена работа, но многу посу упростоени за разлика да гледаш онаа како се викаше чудна на Јелена ли како беше жена на. Не ја знам. Онаа што е на пинк една со нос. Јована Јеремич, Јована Јеремич е таа беше изгледа, не знам. И Сарапа. Мислам, тоа не е пријатно за гледање, човече. Имаш утрински програм каде што се плюкаат луѓе и се фали Вучич. И Оро играат у меѓувреме. Ужас. Под секој нормален стандард. Тоа не сакам, тоа не зборам дека исто имаш една ситуација исто многу интересна. Слави победа Вучич, слави победа Српска напредна партија, позади нив стои Милорад Додик, кој е функционер во друга држава. Во друга држава е функционер. Тоа исто сега замислите. Не само Додик. Андрија Мандич беше исто. Не беше на снимкава и исто. Како не беше? Не го видов. Исто од друга држава. Сега дај одлучете се. Знаеш? Добро се. Ама не е пристојно тоа се. Замисли ти, сега ние да славиме туку у Македонија да слави избор на победа СДСМ и позади бугарски политичар некој. Слична е работа. Комуникација што ја има. Како ќе гледаме ние сите тук? Не, позади може да биде, кој може да биде позади? Ципрас. Некој небитно. Нема да биде пристојно. Ке збориме со денови против тоа. Збориме. Објективни да бидеме, се хаос. Се нацртал што бара Додик, што има врска Додик. Исто тоа гласање во Република Српска, Додик отишол и јавно гласал. Не знам како, зошто да гласаат. Имаат некои работи кои се така чудни малце. Исто сега види и дел од забелешкиве на опозицијава се онака булшит. Ама има дел каде што стварно нешто држи вода. Очигледно тоа штанцање на нови жителство у Белград непосредно пред избори ги носат на арена со автобуси луѓе кои врска немаат со Белград. Не е тоа нормално. И пази, да биде иронијата најголема, Вучич и без тие 40 гласа ќе победи. Зборуваме за милионски град. Добро, те сваќам. Значи, сакаш да кажеш дека нема потреба од дополнителен труд и дополнителна алчност и малце се подопристои таму сцената. Тоа е целата работа. За да личи на нешто. Да. Од друга страна, мислам исто така дека треба да се подопристои и многу работи кон Србија треба да се подопристојат, меѓу другото и односот на меѓународната заедница кон Србија. Таа земја многу пропата сите овие години, треба да се има разбирање за нив. Далеку поголемо и мислам дека европската интеграција на Србија ќе го релаксира и целиот регион. Видим, ние сме очигледно верижно поврзани со Србија. Па целиот Западен Балкан. И тоа е за нас, барем ја сакам да нема нели во еднина граница по Македонија и Србија. За како што некам да има и со Бугарија граница и со Албанија граница. И со Грција ако сакате, но она што кај наследува од Србија, постојано имаме ние некој верижен ефект од таму. Пак ќе кажам, затоа што двете општества се поврзани. Да. Од култура до сега у Македонија имаш дебата кој е селјак, а кој не е, врз база на тоа кој отишол на Теа Таировиќ и кој отишол на Бора Чорба.
во изден имале концерт во Скопје. Тука можеш да видиш колку ние сме уствари не сме независни. Како се културолошки Не сме зборам. независни сме, секој независна земја сме. Да, бе, бираш помеѓу Борат Чорба од Србија и Теа Тирович од Србија. Тоа е нашата А не од независност. Србија, од Босна не е таа. Од Босна е таа. По југословенски простор е исто, што е за поразлично по Хрватско, Загреб. Или у Сплит или Љубљана. Сега Љубљана е, они се во ОЕЦД и само они се независни. Иста култура како нас консумираат. И Кајнифе, и Цеца, и Борат Чорба, а Словенија еве во ЕУ, во НАТО, во ОЕЦД не се зависни они. Сепак станува збор за едно многу попристоено општество. Сега да се разбере. Едно општество кое е многу попристоено. Во Словенија кое има и избори не се десило во последните од кога се и панавака опозиција да не ги прифати изборите. Кој победил, кој изгубил. Да, имаат и тие валка на политичка сцена, сегде у светот, и Италија имаат, и у Германија имаат. Ама не се случило, бе, човек. Кај нас ние имаме овде на Македонија, Србија двоецот, па тука и Црнагора до негде, кој како губи, не признава пораз. Во Македонија последен има признаено пораз Бранко Црвенковски 2011-та, кога кажа народот е во право дури и кога греши. Од тогаш па наваму, значи сега сме 2023-та, тоа е пред 12 години. Пред 12 години последен пат некој во Македонија признал дека е изгубил на избори. Се надевам дека Димитар Ковачевски ќе биде следниот со достоинство, барем за нешто позитивно да го имаме во историјата. И Гордана Слијановска му честита на Пендаровски. Не зборуваме за честитко, они си честитаат, да. Но имаш избори, завршуваат изборите. Пендаровски не му честита на Иванов. 2014. Па ти реков, последен е Бранко. После тоа Пендаровски. Слијановска му честита. Да, но ВМРО ДПМН велеше дека се наместени изборите. А беа. Тоа им беа. Беа. Добро, се. Видовме се, чекај, ти зборуваше пред некој овакво. Ивица, ја не еве се Срби, ти викаш што викале од ОПСЕ, така што викале германците. Кај бе германците да видат 2020 што се случува во Македонија? Во Неготино е најдобра хуманитарната помош, ти чекнува за тоа. Ја не викам дека биле наместени или не биле наместени. Самото тоа што ние немаме јасно изразен некој да каже ние изгубивме, ние легитимно, тоа е проблемот. Иначе дали тој зборуваме за двојни стандарди. Викаш дали ова во Србија било лошо? Да. Германска амбасада нели реагира, не знам, изборен подкуп. Што не реагира 2020-та? 2020-та докази имаше. Го гледавме на телевизија генералниот секретар како вакво носи. Па имаше соопштение на СДСМ, најди го. Како бараат во Неготино да се откочи помошта хуманитарна што дава семејството зајави и СДСМ за населението. Кај беше тогаш германска амбасада? Сега зборуваме искрено се. Значи, од тие двојни стандарди Балкано више, како ја ти кажам сега. Добро, што сакам да ти кажам? Не па што? Сакам да ти кажам, не викам ја дека некој може у Србија, не знам, претходниве или тие претходните или тие предпредходните што не се признава, може и таму некој ги наместил. Сега не сум следел, не сум прател. Дали 2013-та може и тогаш нешто се наместило, ако не верувам, многу беше голем резултат. 2019-та, 20-та беа сумљиви изборите. Во Македонија. Но самото тоа што ти немаш ситуација да некој после тоа рече да, легитимни, легални беа изборите и изгубивме, во Македонија последен пат тоа се случило, пак ќе ти повторам, 2011 година. Од тогаш па наваму никој, дали стварно били или не, неважно. Постојано не се признаваат избори во земја. Истото, значи, полека станува тенденција со мало задоцнување во Србија. Не одамна е ова. Добро. Кои избори на Вучич му ги призна опозицијата? Ни една. Првите, која изгуби Тадич од него, да. Ама чека се, тоа е, значи промената само. Од тогаш бе 12 години се од тогаш. Ни едни избори не признава. Има дел ги призна после. Ништо бре не призна. Призна Джилас едни избори, мислам. Джилас, кога Джилас признал било? Јеремич, човек, која беа тие кои има проблем со Джилас како лидер. Джилас има капитал, очигледно, меѓутоа нема политички вештини човекот. Сега тоа е проблемот со него. Значи човекот со капиталот што го има успева да биде некоја
средиште околу опозицијата, но тој нема политички вештини за да го сруши Вучич. Кој ќе го сруши Вучич? Ајде сега да видиме. Тој што ќе биде подобар од него. И тој што ќе се упристои до... Не. Значи треба да најде српската опозиција некој подобар од Вучич. Во моментов нема тако. Може да најдат, Србија е голема земја и Србија Може да најдат, ама нема во моментов, тоа ти кажувам. Значи ова што гледам во моментов се луѓе кои што се уште со паметот од 90-тите. 90-тите кога завршиле Липчо? Во 90. Во 90-тите. Пред 99-та. Да, 99-та, значи тоа се пред добри колку 13 години, ма какви 13, пред 23 години. Така ли? 24 години. Ајде да видиме. Значи во моментов они треба да најдат некој човек кој што ќе понуди нова визија за Србија. Тоа е едно. Второ, Вучич има една посериозен проблем. Тој проблем што му се случи на Груевски. Во смисол, стасува за гласање генерациите Вучич. Стасува за гласање генерации кои што не помнат во Србија. Никој друг освен Александар Вучич. Овие генерации ќе бараат нешто подобро, нешто... Членовите на Социјалдемократскиот клуб во парламентот на Европската унија повикуваат на независна истрага за сите пријавени нерегуларности на вчерашните избори и истовремено изразуваат целосна поддршка за народот на Србија кој бара правда, демократија и европска иднина. Се вели во соопштението, социјалдемократите, втората по големина група во парламентот на Европската унија, изјавија дека изборите му донесоа нова победа на претседателот Вучич и неговата СДС, но дека веродостојните извештаи за избор на измена ММ и тврдењата за невидено насилство предизвикуваат сериозна загриженост. Значи, види, дури и социјалдемократите од Европски парламент велат дека има нова победа, но велат дека има сериозна загриженост. И јас се придружуваш. Не се придружувам. Баш тоа го зборев, ме разбираш? Значи, не е проблемот дали победил Вучич. ЕПП нема ни вакво соопштение, затоа што Вучич е нели во ЕПП. Па не, него очекувано. Да. Во или не е, сега не знам во кој статус е таму. А мислам дека е придружен, нешто такво е, така? Па не знам, више не можам да пратам. И? Нема од ЕПП ваков коментар. Има коментар од Германија, но мислам дека, види сега, дека цел свет ќе ги призна изборите, ќе ги признае, но еве сега од Германија поодма се искористува целата ситуација, вели официјален германски став на германската влада е ова е неприфатливо за земја која сака да влезе во ЕУ. Ваквите избори се неприфатливи. Се, ова ти го зборам. Им даваш аргумент на тие кои те онеправдуваат. Тоа направи Вучич со... На Македонија шо бе направи, па пак ја... Не ги стави бугарите во устав. Како? И тоа е... И чекај, и тоа е пред... Тоа е толку страшно. Па не е страшно. Па не ги стави ни овие трансвеститите во устав. Не е страшно. Сега не можете. Зашо да не може? Говорно омра за сега етничка група. Не, сега збориме, не бе етничка група, збориме дел од населението. Сексуално... Не бе дел од населението, еве. Не ги стави ни нив. Па нема потреба сексуалните... Зашо нема потреба? Па нема устав, не се изразуваат сексуално. Имаме ли ние устав, хетеросексуалците влезени ли се во устав? Не се. Па види се, зашо да не влезат сега? Ама не се. Од друга страна влезени се пар етнички заедници, бугарите не се стаени. И поради нашиот инат... Дури немаше ни, види, немаше ни барање од бугарите да бидат ставени. Додека не текна на бугарската влада. И денеска излегува министерката за надворешни работи и вика не е само тоа. Има поише. И сега како со нив да се упристоиш, кажи ми? Ке се упристоиш со тоа што ќе седнеш на маса, ќе ги кажеш своите црвени. Ама го правиме тоа. А не ги правиме кога последен пат сме седнале на маса? Стално седнуваме на маса со нив. Кога бе, кога? Со бугарите стално, постојано. Кога ние од договорот за од оваа што е рамката француска па наваму. Стално се седи со нив на маса. Проблемот што е? Проблемот е што од другата страна има само една невидена ароганција. Сега сме ние тие што ќе ме третираат. И тоа е проблемот. А сега не, значи не смеја да кажеме дека Македонија тука нешто... Ако сакаме да се прави притисок врз Бугарија, а не врз нас од страна на Европската унија, треба да ги ставиме бугарите во устав. Значи не си во право. Значи не си во право. Ова што го зборуваш не си во право. И после тоа што ќе биде следно? Тај да кажеме. Ево вика не е само тоа.
еве кажи ми. Еве да ти прифатам логиката. После што ќе зборуваме? Ај сега уште да го направиме јазикот бугарски, тоа ќе ми Не кажеш. може, не. Ајде Нема сега да ти ја и го ти да се кажам. препишеме Ама бугарски нема да да направиме. значи Ај сега да го смениме учебник. Двете сега немој да се немој да се жустриш, двете како да не работи. се зуштрам? Двете работи се тотално неповрзани. Кога ги ставаш бугарите во устав како една од етничките заедници. Како не се поврзани? Што вика оваа бе? Габриел. Не, ај молим те молам само да ти се докажам ако може. Сега може да викаме колку сакаш. Ставањето на бугарите во уставот не е никакво идентитетско загрозување за нас македонци. За разлика од тоа да кажеме дека нашиот јазик е бугарски. Тоа е. За разлика од тоа да учебниците да ги менјаме складно со Бугарија. Да кажеме дека бугарите заедно со роми, срби, бошњаци, власи, овие, се во уставот, како дел од, веројатно има ете ги 30 се кажале колку се, да направиме дистинкција во уставот не е загрозување за нашиот идентитет, за разлика од се друго. За разлика од тоа, од Северна Македонија, името кога го ставивме, што е загрозување за нашиот идентитет. Ја ги извлекувам работите од дневно политичко навивачките приказни. Не, еве, ајде, кажи ми, шефицата на бугарска дипломатија вели дека нема Бугарија да попушти во обврските што треба да ги исполни Македонија кон ЕУ. Вели, уставните измени не се единствен услов за Македонија. Ние ова го исполнуваме. Ние имаме 3 меѓусебно поврзани инструменти и многу јасен став на Народното ние собрание. Да речеме, ајде хипотетички ќе отворам, чекај сега. Ние хипотетички можеме ова да го исполниме и да речеме тука е нашиот крај. И после што ќе браво Љупчо. После што ќе кажеш, кога ќе даде новиот услов, пак и така рече и минатиот пат. Емисија водевме заедно. Рече дека ова е неприфатливо. Сега викаш прифатливо е. Што ќе правиш кога ќе даде следното барање дека јазикот не е бугарски? Ај уште ова. Не може дека јазикот со тие работи нема преговори. Ако имам криза на идентитет како поголем дел од луѓето во Македонија, тогаш да, ќе го решам тоа. Но затоа што ја немам криза на идентитет, не можам да преговарам за јазикот. А за бугарите во устав е баш доказ дека немам криза на идентитет. Не сум го сменил ставот. Ја од првиот ден имам став дека бугарите треба да влезат во устав, но не сега и не вака. Од првиот ден, за разлика од многу што тука. Првиот ден кога беше цела тоа работа, ја излегов овде, ќе вратиме снимки, излегов на Канал 5 телевизија, излегов на Алфа и кажав, јас немам проблем бугарите да влезат во уставот, но не сега и не вака. Сега кога и како ќе ти сакаш да ти кажам кога и како? Кога и како е? И јас сметам дека бугарите треба да влезат во уставот по промена на власта во Република Македонија, кога на власт во Македонија ќе има политичка опција која нема да попушти во однос на работите кои идентитетски го загрозуваат овој народ. И после кога ќе дое барање во друго? Што? Да менуваме учебници. Нема да менуваме учебници. Кој ти вели? Тоа е мешање во внатрешните работи, идентитетско загрозување на македонскиот народ. Не е така, не си оправ. За разлика од ова што не е. А не си оправ. Дали според тебе бугарите во устав е идентитетско загрозување на македонскиот народ? Е прашањето? Те прашувам. А дали како? Бугарите да влезат во устав го загрозува идентитетот на македонскиот народ. Не, ја поинако ќе постана прашањето. Сега прашање имаш? Не го одговарам, затоа што види, има прашања на кои што не се одговара затоа што се тенденциозни. Значи, зошто воопшто дојде ова прашање на дневен ред, објасни? Затоа што требаше да се излезе од ќорсакот со Бугарија кој го создаде бугарската декларација и лудилото на Заев да попушти кон се можно. Дали ќе се излезе од тоа со ставање на бугарите во устав? Би требало. Браво. Значи, сакаш да кажеш дека зачекоруваме во неизвестност, тотално, така? Зачекоруваме во неизвестност. Со влада која ќе се бори за националните интереси на македонскиот народ и нема да попушта во однос на националните интереси на македонскиот народ, не зачекоруваме во таков проблем. А зашто еве да не се активира тој амандман од влезот во ЕУ? Еве, компромис. Тоа е едно од прифатливите решенија. Еве ја викам вака. Инаку сега не. Тоа е прифатливо. Не заради, значи не е проблем за тебе бугарите да влезат во проблем е, затоа што не беше. Ама нели со членко у ЕУ? Не. Тоа е резултат на притисок. Значи и ти ќе попушташ. Не, резултат на притисок. Ти ако ти ми збориш дека некој сум бил против, ти пред 15 минути беше против, ама сега викаш немам проблем, ама кога ќе влеземе во ЕУ. Значи ти би попуштил. Не реков дека немам проблем.
Само кога ќе влеземе у ЕУ. Не, Што рече, бе, врати проблем. се И тогаш имам проблем. 15 секунди. И тогаш имам проблем. Проблем, еве ќе ти кажам од кај ми мене проблемот. Не постоеше барање на тоа што се нарекува себе си бугарска заедница во Македонија за влез во устав. Не постоеше. И ова барање не постоеше. Ова барање кога се актуализира? Стоеше. Не постоеше. Одамна постоеше. Лјупчо, постоеше барање за влез во устав. Еве ја ќе ти кажам на кого. Затоа што не следиш На Хрвати, на црногорци, на ерменци, на руси, на словенци, на чеси, на пољаци, на унгарци. Тие се организирани во свое дружение. сите заедно 1000 души. Да, не, поише се, многу поише. И сега, кога им пришле на бугарите да се придружат и они, знаеш ли што им реке бугарите? Да, бе, ова е наша држава, не може не сме мнозинство. Тоа им Кај рекле. испадна сега овој муабет? А? Сега како да... Па нели гледаш колку убаво да влезат во устав? Тоа значи дека не сме еден народ ако влезат. Не, во они устав. викаат поинаку сега. Еве, што туку самиот го даде Не е аргументот така. дека Не, треба ама бугарите кој- да ама влезат кој е во устав сега? затоа што сме Не е еден така. народ. Не, ама кој е сега аргументот? Аргументот е дека има свестен дел од бугарскиот народ во Македонија и неосвестен. Освестениот дел се овие што сакаат сега демек да влезат во устав по барање на Бугарија, а јас и ти сме и луѓе во студиово неосвестениот дел. на Не, ја бугарскиот. може свесен сум, од кај знаете. А може, па добре, Да. еве кажи си. Еве, Си кажи. дечки, ве гледам дека се како мене. Мислам дека и македонци. они се дело Не, свестени, не, ги не. освестуваме, да. Македонци се. Еве. Да, у книги ни го перат мозокот, со Македонци. книги се станува бугарин. Читаш 3 книги и стануваш Не бугарин. бе, еве, после јас тоа. ги имам сите прочитано книги што треба да се прочитаат. Ако толку Не сум македонскиот станал бугарин. народ еве изразен преку твојот страф од ово утро се плаши од својот идентитет, за својот идентитет, ако има таква криза каде што Не бе, нема смета криза. дека може да биде нападнат, може некој да го освести. Па е нападнат. Мене ја мислам Нели дека е нападнат? Значи вака. Ама дали е нападнат? Само те молам. Не, рече да нападнат. Дали е нападнат? Ако мисли дека некој може да му го смени идентитетот и личното чувство врз база на еден тон околности, тогаш жал ми е за таквиот идентитет. Ја еве сега ќе ви кажам. 100 етнички групи да влезат во устав. Милион книги да прочитам. Милион историски факти да видам пред себе, кои можеби нема да бидат како догмата што јас сум ја учел во школа. Милион. Па сите образование се догма. Зборувам за Ама да историјата. прифатиме бугарскава дом. Значи не велам да ја прифатиме. Што и да се соочам, мојот идентитет како македонец не може да биде нарушен. Ако некој се плаши за неговиот идентитет, тогаш навистина тој има проблем со својот идентитет. Не си управо. Ма не си Ма управо. не, има проблем со Ама својот. не си Климаво е. управо. Се Не прашува си дали управо. сум ја ова, дали сум ја она, дали сум вака, дали сум онака. Чим се плаши од целиот тој комплот, што сакаат нека Не кажат. си управо. Не си управо. Што сакаат нека Не направат? си Јас управо. сум македонец. Ама не си управо. Не си управо. Не си управо. Не си управо, затоа што види дали е нападнат идентитетот во моментот. Декларацијата е видена на Народното собрание на Бугарија. И што? Нападнат ли идентитетот? И што? Е како што? Нападнат бил овој идентитет со загушување, со етнички чистење, со све живо, па преживел и сега нашиот идентитет, ние сега ќе се плашиме од декларација на Бугарија во собрание и тука ќе ствараме хистерии во Македонија. Која хистерија? Како Зборуваш за идентитет, етнички бил исчистен од Грција тој идентитет бе. Ама како не те Значи срам луѓе вака во да кажеш? бегале, Чекај се. бегалци биле све. Сакаш да И кажеш сега- дека ти лажеше кога беше на протестите? Не сум бил ја на протестите. Беше и ниту држеше еднаш. говор. Кај сум држал На говор? протестите што беа Зошто пред собрание. лажеш Ама дека сум беше ли? држал? Беше. Зошто држеше. лажеш дека сум Дали држал беше? говор? Дали беше? Еднаш дојдов како новинар, поминав. Не е така. И што видовме од тие протести? И шо виде, ајде? Повампирување на македонската квази удбашка опозиција изразена преку левица. Тоа видовме на тие протести. Тие протести се една од најлошите работи што се случиле на оваа земја. За мене Во тоа изминатиот беше- период. Значи, Затоа што наместо борба за демократија, за подобри услови за живот, за подобри вакво, ние целата битка во Македонија сега се сведе дека они се бореле против бугарите и дека бугарите сега ќе дојдат и ќе ни го земат идентитетот. Тоа зборува за нивниот климав идентитет. И јас Мене ми е жал за тие протести. јулските протести се за мене еден врвен демократски чин, одбрана на македонскиот идентитет
Јас сум горд. Толку важен чин што више сите го забораваме. Јас сум не е точно. Јас сум горд што зборував на тие протести. Јас сум горд што одев со мојот народ на тие протести. Јас сум горд што одев со целата опозиција на тие протести. Јас сум горд што македонското граѓанство оттогаш се свести за тоа што му се заканува за сите овие работи. Тоа беше еден достоинствен чин. Јас не само што сум горд и ќе ги бранам додека сум жив. Ниту беа удбашки, ниту беа повампирени, ниту беа било што, туку напротив беа врвен демократски чин каква што Македонија не го видела одамна. И да се нарече такво нешто срамно, извини. Добро, јас имам право на мој. Обесете ме, предавник. Никој не ви. Кога вие навучи сега 40 прилози против мене. Немој се, извини. Зад тебе стои државата со целото свое вака. Овие се ставови на Заев. На кој? Што ти го кажеш, на Заев. Не се овие се стави на мој и сега како може мене да ме инкриминираш ставови на Заев? Па на Заев се ставови. Како сега ти Ивица мене ми инкриминираш ставови на Заев? Па нели? Јас сум објавувал текстови, критики, корупцијски скандали за Заев во 2017, во 2018, во 2019, во 2020. Што си правил ти во тој период? Бев амбасадор на Македонија. Убаво да се знае. Сега како сега ти мене ми го инклинираш Заев? Мене ми го инклинираш Заев, кога од Day Zero ја го демистифицирам Заев и неговото владење во Македонија. Зошто? Зошто? Поради тоа што сум рекол дека мене не ми го загрозува идентитетот тоа што бугарите би влегле во устав. Само поради тоа. А не е така. Како не е така? така? Не е така, извини. Како не е и така? И тука нареди удбашки повампирување, како смееш така да зборуваш? Па тоа се. Па не се. Тоа се. Сите па тие кои сакаат на наредните избори темата наместо економската ситуација да биде, мора да биде оваа тема. Наместо да биде мора да биде оваа тема, извини. Наместо да биде демократската состојба, тема на наредните избори да биде антифашистичката борба, каде што уште повеќе на секоја народна влада ќе се подкопаат преговарачките позиции со самите избори, секој оној кој се залага за тоа, баш тој процес го работи. Зашто да се подкопаат? Ја мислам дека ќе се утврдат. Нема да се утврдат што? Нема да што се треба да бегаме од народно-ослободителната борба? Како? Треба да бегаме од народно-ослободителната борба? Кај сум го рекол дека тоа дека. Зашто да не збориме за народно-ослободителната борба? Што е проблемот? 2023 година. Од тогаш имаат поминато 50-60 години. Нигде во свет тема на избори обично се даночна политика, тема исто сега у последно време климатски промени, дигитализација, социјална состојба, урбано живење и така натаму. Во 2023 година нигде во свет не е што рекол Черчил, што рекол Сталин и што рекол Рузвелт пред 70 години. Па еве некој сака да го направи тоа. Не е така. Ма не е така воопшто. Бугарија го прави тоа. Бугарија го прави тоа. Пред 10 секунди Ивица ме праша. Бугарија се расправа со тоа што кој бил. Пред 10 секунди ме праша што имаш ти против антифашистичка борба да биде тема, ти објаснив. И сега ти негираш дека си ме прашал. Тоа е суштината. Не разбираш? Негираш дека си ме прашал. Еве ти кажав што е. Нас треба да ни бидат тоа теми на наредните избори, не да ни биде тема што рекол Ченто, што рекол Гоце Делчев. Си ја поминале тие луѓе својата работа. Ние имаме одговорност пред идните генерации, која наместо да ја земеме во своји раци и да направиме од оваа земја убаво место за живење, ние чувствуваме некаква одговорност кон нешто што давно е прошло, што би рекле србите. Чекај бе, Скопје у моментов е најлош украсен град у Европа. Не ви пречи тоа? Најлош, полошо не постои. Мизерија, постапокалиптичен град. А што има тоа врска со уставните промени? Па има врска. Каква? Има врска, затоа што наместо да ни биде тема тоа и да се организираат протести, да се извади онаа жена од нејзината функција, ние сега зборуваме за јунските протести и за тоа колку Јулски се извинувам, да. За јулските протести и за тоа колку ние сме се одбраниле себе си од нападот. А се одбранивме. На не знам кој. Не се одбранивме, извини, имаше напад и тоа јасен напад. А како се одбранивме? Се одбранивме со тоа. Се одбранивме со тоа што
пратениците на опозицијската ВМРО ДПМН не гласаа во собранието. Така се одбранив. Па не се одбранивме со овие што шетаа по улица. Па кој шетаа? Пратениците на Пратениците не шетаа по улица? Дел од нив не шета, дел шета. Сите беа до еден. Не се одбранивме ние. Сите до еден. И во што се одбранивме? И беа интелектуалците, и беше и целата опозиција, и беа и општественици, беа и бизнисмени. Нема кој не беше. Значи, нема достоинствен човек во држава кој што не беше таму. Академици. Значи, нема човек што држи до себе кој што не беше таму. Нема. И тоа беше гордост. Еве ти викаш дека јас сум бил таму. И ти беше таму. И ти беше таму. И тоа не беше само еднаш, и беше учесник, не беше онака независен новинар кој што таму се шета. Еднаш бев со сопругата, бевме еднаш и кога го видов јадот изразен преку примитивен национализам и навредливи зборови што беа скандирани од толпата, одлучив повеќе да не дојде. Како да не? Ај се не беше така. Да ти кажам, еднаш правев, ај се нека ги видите мисиите луѓето, тука ни се мисиите. Има и статуси сум правил на темава и така натаму, значи. Ајде нека видат што зборувавме тие. Јас бев еднаш со идеја дека тоа е убав национален собир кај што треба да се истакнат црвените линии, наместо тоа ја видов примитивизам од страна на политичката партија Левица и после тој потек јас повеќе не се појавив на тие протести. Еднаш само отидов. Секој ден велев супер, протестирајте си, убаво е тоа демократија и така натаму. Но денешната слика е дека од тој протест се создаде еден проблем кој ние тотално го немаме како општество. Тоа е проблемот дека ништо не ни загрозува нас ако бугарите влезат во уставот. Ништо. Тоа е фактичката состојба, затоа што јас имам после оваа изјава на Габриел имам проблем со тоа. Еве. Ја баш после оваа изјава немам проблем со тоа. Ја мислам дека треба да влезат, ајде да видиме, ајде. Дојди. Еве ви ги. И што ќе кажеш после? Како што се велиш дека не се ги поддржал протестите, еве сите емисии гледаш ќе ги добро. После што ќе збориш? Нели говор сум држал според тебе? Да бе, да. Сакам да го чуем мојот говор на протест. Ајде да ги вратиме сите, да ги вратиме. И сега како ние со Бугарија да се договориме за 45-та, јас со Ивица не можам да се договорам пред 2 месеца. Ајде да ги вратиме. У јуни не можам да се договорам. Што се десило треба со Бугарија за Илинденско восстание. Ајде да ги вратиме нашите емисии од тогаш, да видиме што се зборува. Ќе се вратиме. Ајде да видиме што се зборува. Ќе ги вратиме. Јас знам што зборуваш. Значи говор сум држал. Народов знае што зборуваш. Сакам да го прочитам мојот говор на тие. Не, Народов знае многу добро што зборуваш. На тие почитувани слушатели, баш да видам што се случува. Народов многу добро знае што зборуваш. Може говор сум држал, не знам ја. Ги поддржуваше протестите. Заедно во студио сме ги поддржували. Од денешен аспект тие. Па така, од тогашен аспект ќе збориш дека јазикот треба да ни е бугарски. Нема проблем. Од тогашен аспект за не знам година и пол од сега ќе збориш. Па добро, еве јазикот да ни е бугарски, што е проблем? Не, бе, ја така имам со дистинкција гледам работи. Како? Па така, ги гледам од далина. Например, 2018 јас си бев јасно против референдумот, да речеме. Кај беше ти 2018? И ја бев против референдумот. Кај беше? Изјава има? Може да прочитам, чекај. Овако, дали сум гласал, еве можеш да провериш. Не, изјава дали има? Нема. Затоа што не сум имал право да имам изјава. Како би си немал како државен службеник? Што ако си бил државен службеник? Не, сум како тоа. Си имаш право. Немам право да се изјаснам како немаш право да се изјаснуваш? Кога представуваш цела Македонија, не, човеково право е да се изјаснуваш на такви работи. Нема врска тоа со функција. Не, мислам дека нигде не се забранува експлицитно во ниту еден правилник за такви национални прашања дипломати да си. Дипломат се знае, дипломат кога служи. Дипломат кога служи има етички кодекс во МНР, види го, нема права се изјаснува. Ја мислам дека види го, ајде, етичкиот кодекс е многу јасен. Мислам дека не е етичкиот кодекс на МНР е многу јасен. Провери го слободно. Сега нема некад може и етиката да се заобиколи за националното добро се. И што е една етика за името наше вековно Македонија? Што е една етика? За името етички кодекс на МВР поврзано со името со милениуми кое оваа почва ја представувало сега за некаков етички кодекс. Не си има тука си многу јасна работа. И до таа работа секојдневно си држи. Почитувани слушатели, колку теравме? Тук се заигравме на крај. Да. Ова е за да го промовираме сега новиот Outlook на YouTube, за да кренеме малце гледаност. Почитувани слушатели, токму затоа оваа атрактивност,
која ви ја понудивме во вториот дел од нашата емисија. За Србија не успеавме да се скараме, затоа што таму и двајцата имаме некако либерални ставови, одлучивме јас да ги бранам бугарските позиции ова утро.